Alright, добро дојавте дечки, сите што се пуштени на сесијава. Hello, јас сум Никола. Сесијава е именувана Джин со предприемач, делот од серијалот, со мене и со прекрасните дечки од Startup Македонија и Global Entrepreneurship Македонија. Тука ќе дадам на Симона сега збор да каже нешто повеќе за што е целава приказка и како се случува и што се случува. Па ќе продолжиме со разговорот. Јас ќе се мјутнам сега на кратко. Фала многу, Никола. Здраво на сите, добро вечер. Јас сум Симона Чаминска, координатор на глобалната недела на предприемништвото во Македонија. Се работи за иницијатива на глобалната мрежа на предприемништвото, што е иницијатива што се спроведува во 180 земји ширум светот. И ние сме дел од семејството на организации кои што прават настани во рамки на оваа недела со целосен опфат од над 10 милиони луѓе. Целта на оваа иницијатива е концентрирано во рамки на една недела, затоа се вика и недела на предприемништвото, да организира многу настани кои што ќе го зголемат диалогот за тоа што е потребно за да се доразвие или за да се подобри предприемништвото во секоја од државите каде што се одржува. Со Startup Македонија организираме оваа иницијатива веќе трета година поред. Почнавме со само еден настан во 2018 година, за да имаме 44 оваа година, на што сме особено горди, затоа што гледаме дека екосистемот ја препознава релевантноста на оваа иницијатива, се вклучува со повеќе настани и ни дава всушност опции да размислуваме за како повеќе да му помогнеме на екосистемот. Оваа сесија пијачка со предприемачи всушност ја организираме како фидбек од ланската година, затоа што лани имавме 14 настани, ама ниту еден настан не беше посветен на тоа предприемачите самите да ги даваат своите искуства и претежно беше ориентирана на тоа да слушнеме што се случува во екосистемот, но не за онаа таргет група за која што сме всушност собрани. И оваа година размислувавме како тоа да го направиме, сакавме да направиме да биде поинтерактивно и поинтересно за вас како публика и затоа одлучивме да правиме секоја вечер на крај на ден, откако ќе ги завршиме сите активности, пијалог со предприемач, каде што секој еден предприемач ќе има шанси да си ја раскаже својата приказна и да сподели нешто повеќе за екосистемот. Startup Македонија се грижи за подобрување на состојбите во екосистемот генерално. Марија сега ќе ви постува во чат линк до нивната дигитална платформа, каде што може да најдете информации за се што се случува во екосистемот, за сите организации кои што нудат услуги, организации кои што ги бараат услугите, стартапи во Македонија и така натаму, така да ве охрабрувам да го посетите тој линк. И нема да должам повеќе. Големо благодарам до Никола и до Иван што се согласија со Upshift да бидат дел од глобалната недела на предприемништвото. Се надевам нашата соработка ќе остане уште многу понатаму. Инаку со Upshift ние лани соработувавме за глобалната недела за предприемништвото, тие ни беа in-kind партнер, а оваа година се вклучуваат со своја активност. Фала ви многу и баш се радувам да слушнам што имате да споделите. Thank you, Симона. Thank you поготово за организација во вакви кризни времиња, ако може да кажеме. Ама мислам дека ако едно нешто научивме периодов, тоа е дека Zoom функционира и дека можеме да организираме вакви евенти, можеме да се собираме, нетворкинг делот не мора да зајде, да умре, иако не можеме да излагаме од дома и корона ситуацијата која што се случува во светот, така да морам прво да кажам фала за безпрекорната организација и оваа година и се надевам дека до година ќе биде многу во in person за почеток, па понатака како што само здравје што се вика, сега стварно аплицира тој термин, дека здравје па ќе видиме. Значи прво пијачка си ставам бидејќи сесијава е Джин со предприемач, ќе го направам тоа петок, па имаме ето така. На него најдобро да му наместиле. Како? На тебе најдобро да ти наместиле. Петок, после работа, со пијачка, живели дечки, cheers. Дали Джинот ти омилена пијачка се, тука не разбравме малце. Да и не. Зборевме со Симона која пијачка да биде, како да биде и
Прво рековме виски, ама не, виски многу е клише, виски сите пијат виски, зафатено е виски. И тоа што ми беше интересно е нов джин на Райан Рейнолдс, он што го рекламира и бев као сакам да го пробам и ај нека биде джин овој пат. И искрено го пробувам прв пат за сесијава и така испадна да биде ај нека биде джин за оваа вечер, ама Негрони ми е еден од поумилените коктели, джин based. И джинот ми има некоја историја од средно и од факултет и тука е негде у топ 3 да речеме. Дали мислиш дека ќе успее македонски произведен джин? Да, имаше. И тоа го пробав лани, 2 мислам дека има. Еден пробав лани, мислам дека негде во јужниот дел беше правен, не ме држете за збор. И стварно беше многу юник и многу добар. Не сум сигурен кој го произведуваше, бидејќи бев на може некој знае, затоа што не верувам дека има многу джинови во Македонија, но бевме на вечера кај еден пријател кој што беше мора да го пробаш ова, мастика и бевме као what, усвари не джин. И испадна дека всушност е многу квалитетен, ама не знам дали е у мас продукција. Не сум сигурен, ама сигурен сум дека се произведуваат 2 джина македонски. Сад тука може да ме поправи некој ако знае. Ама да. Не знам кој праша. Не можам да видам ствари всушност. Мислам дека Михаел праша, не? Михаел да праша. Да, јас прашав, ама возам и за тоа не можам камера да пуштам. Дали има джин? Дали знаеш дека има джин? Не грешам, така? И јас знам ентузијасти дома што произведуваат, сакаат да го направат продукт, па се надевам дека ќе стане третиот ако има 2 официјални веќе. Да, и јас се надевам искрено, бидејќи е многу квалитетна пијачка и се надевам ја исто. Alright, значи прво пред непол саат разговарав со една пријателка и ми праша што ќе збориш, спремен си што ќе збориш, која ќе ти биде темата за зборење. Со Симона разговаравме исто начално како ќе разговараме, што ќе биде, како ќе биде. Решив да раскажам приказкава запшив за тие што не знаат како стигнавме до тука, која ни беше идејата, кој сме, што правиме и како правиме, кои грешки ги научивме попатно. Неизбежниот дел на COVID кој што нели како и сите го искусивме и ние. И така ќе почнам. Од таму слободно прекинувајте ме ако некој случајно сака нешто да дофрли, јас грешам нешто при раскажувањето. Значи во 2015 ќе кажувам многу клише моменти затоа што верувам дека нашата приказка е всушност многу клише. Ама тоа е окей, нели? Нема ништо лошо во тоа. Во 2015 година еден од подобрите пријатели ми се јави со пораката, слушај, има еден американец дојден во Македонија, ова го раскажувам веќе испраксирано ми е, кој што замара сака да се шета, ама мора да се видиш со него, не знам, има некакви идеи. Тогаш имаше протести низ држава, нели не можеш да се движиме, беше драма и викам добро бе, кај нашо тој сега да доаѓа тука. Океј, излеговме на пијачка, one thing led to another и сватив дека тој клише филм на стартап и ќе правиме бизнис, можеби ова е вратата кон тој филм одење, но приказката за зошто Америка и зошто натака движење е 2 години поназад, каде што аплицирав за work and travel во Масачусетс Кейп во Брустер, но наместо да ме примат за сервер во ресортот, имав среќа на IT менаџерот да му речам знам Microsoft, и беше као what? Гледам во ресортиве Microsoft дека имате, знам ја тоа Microsoft и сега ја од факултет финки, ама некај паметен да се правам. И буквално неколку добри реченици успеа да ми најдат интерншип во Ocean Edge, каде што 2 години работев на clock-in out системот на ресортот и сега ова е голем ресорт, фенси ресорт. И од нигде никаде неплатена пракса добив, каде што имав искуство, имав среќа, значи pure luck буквално, да научам како би функционирал некој бизнис од тој тип, како би функционирале поголеми системи и како може сето тоа да се оптимизира он код, да речеме. Враќајќи се назад, ја тука полн хајп со ќе правиме бизнис, готово, ја видов Америка, сега ќе видите вие. Филмот влезен во бизнисмен филмот, се запознавам со Алекс и ни раскажува една приказка која што вика, слушај, јас имам
луѓе што им требаат веб страни, ај ти да ги правиш веб страници. Значи ова сигурно на некој му паднало на ум и на мене и на нас на сите ни падна на ум. Предходно екипата која што бевме, ние правевме веб страни, Attic Solutions, веќе нели со реноме, ние сме бизнисмени на просторов, знаеме све што правиме, се согласуваме и отвараме компанија веднаш во Америка, бидејќи таму премногу беше лесно, морам да кажам, one click away, Kinetic Solutions 2015. Тоа беше типичната аутсорс компанија која што правеше веб страни. Така, one thing leads to another, некој му треба веб страна, ние ќе ја правиме. Апшифт приказкава тука надзирка со тоа што еден од клиентите, сегашниот CEO на Upshift, Стив Аневски, се јавува со потреба за веб страна некоја небитно и со идеја дека има продукт кој што би можел да се реализира и дали знаете некој што ќе го прави. Ние како кој ние ќе го правиме, што вие сме сериозни тука бизнисмени, ама не бевме, морам да кажам наискрено, дека всушност не знаевме што да правиме. Тој е ки компонент во целава приказка, бидејќи тој момент на можеби ние знаеме све, но не знаејќи ништо, не донесе и ни даде храброст да превземеме ризик кој што денеска е ова што е. И Стив ни ја раскажува приказкава за Upshift и тука беше многу логично. Јас 2 години претходно среќата тие 2 точки да работам на clock-in и out систем и ни раскажува идејата и сега што е Upshift. Upshift е on-demand staffing платформа. Што значи тоа? Тоа значи многу пластичен пример, да речеме Coca-Cola, им треба денеска 30 тона да растоварат, но добро, они имаат 100 возачи да го прават тоа. Утре им треба 3000 тона и не може тие да постигнат. Им треба да вработат X луѓе on top, за да може да лоудат да го наработат, да го задоволат. И сега вообичаено би се јавиле во агенција за вработување или нивните temp agencies, кај што би било и дечки слушајте, ни треба 15 луѓе за ова зона, дали може да ни ги даете, и тука преговараат, ни треба $10 на сат, не $20 на сат, и ние го решаваме овој проблем скроз, со тоа што да речеме Coca-Cola би постирала на апликацијата, веб страната или кој било медиум, дека треба тоа и тоа за тоа и тој ден, толку е сатница. Апшифтерите, гледајќи го ова на апликациите, кликате и слушај, ова е cool и може да работат. Вториот пример што го кажувам често е со музичар. Се шетам из Њујорк, вика сакам вечер свирка негде да направам, и отвара апликацијата, гледа на мапа, окей, во пабов можам да влезам, аплицира, бизнисот, нели, маркетплейс, може да го види кој е, му го отвара профилот, рейтинг, све што ви паѓа на ум тука аплицирате. Cool, добро, го прифаќа, оди, свири, почнува со свирката, стиска clock-in. Clock-in може да направи со SMS, може да направи со едни од нашите таблети, имаме таблети нели за clock-in, може на самата апликација, на веб страна, јада, на кој било медиум, и му се брои времето, завршува со истото и ние го исплаќаме веднаш. Тоа значи дека музичарот вечерва заработил $200 и он додека стигне дома, веќе ќе ги има тие $200 заработено и на сметка. Со тоа што Upshift потоа оди кај пабот или Coca-Cola, нели примерот, и вика слушај месецов или на 60 дена, 90 дена, каков е договорот, работеа овие луѓе, толку и толку на сат, ние веќе ги исплативме, не се грижете за ништо, и medical им покривме, и pension им покривме и слично, само нели фактурава се вие треба да исплатите на нас. Но тоа функционира прекрасно, бидејќи HR хедекот е скроз исклучен од страна на големите и малите компании. Кривата на demand и supply се исправа до негде, збориме за workload кај бизнисите, затоа што може лесно да предвидат кој кога како им треба. И сега раскажувајќи ја приказкава, не беше толку сложена на почеток, беше многу попроста. Бевме као, окей, ова е кул, ќе почнеме да го работиме ова. Дајте да нацртаме план, седнуваме, at the time, јас, Ники, Марко, Ненад, Иван, не бевме повеќе од 4, правиме некој план и седнуваме да програмираме. Сега овој дел од приказката е уште по-клише, бидејќи бевме тазе дипломирани, јас уште не дипломирам, а тие што дипломираа беа тазе дипломирани, се посветивме на работа и под ова се мисли Silicon Valley серијата која гледал, бевме као ние ќе бидеме као нив. Тоа значи навечер со Red Bullите, со Monster, со кафиња, со што било како и да е, само ќе го завршиме продуктот, бидејќи ако ние не го направиме, нема кој да го направи. И тука имавме среќа да уште еден дел, значи многу моменти затоа реков клише и среќа, но нели среќа да ги следи тие што работат. Имаше еден квот, што повеќе работам, тоа сваќам дека поише среќата е around the corner.
И ние бевме као, окей, let's continue doing this. Amazon ни дадоа огромен support, што ни дадоа unlimited ресурси за на AWS, нели, за инфраструктура на апликацијата, и тоа ни беше огромен добар почеток, бидејќи најскапиот дел од ресурсите, сервери и целата архитектура ни беше покриена од нивна страна, но и самата реченица и Amazon ни помага на нас, многу long way одеше. И така почнавме полека да се естаблираме во Америка. Тука мислевме дека ќе биде многу лесно, не беше лесно. Немаше апшифтери кој би сакал да работи така, никој не чул за апликација. И ето тајм сите менувавме шапки кој е тамо, тоа значи Стив, Алекс, сестри, баби, дедовци, небитно, со апшифт е добра апликација, движејќи се на шифтовите, кажуваат на глас. Они ги работеа сите шифтови, бидејќи не ќе се например пицерија некоја се sign-upнала, постира ми треба за вечер 3 келнари и никој не отиде, многу лоша слика. Тоа значи дека ние на почетокот треба ги работиме сите шифтови, за сите клиенти да се хепи, и кажувајќи на глас, не кажувајќи кој сме, нели, туку кажувајќи на глас, апликацијава е многу добра. Малце fast forward, затворивме рунда со Recruit. Recruit се всушност, за кој не знае, на Indeed и на Glassdoor собствениците. Тоа ни помогне исто long way да имаме канцеларии во 17 града во Америка, 18-тата канцеларија ни е во Скопје. Ја викам дека тука започна цела приказка, затоа ја раскажав онако 2015-та, од таа порака од Христијан Другаров, американецов, мора да го видиш. И Upshift сега функционира со полна пареја и не застануваме тука, отворивме уште 4 вертикали, меѓу кои што неколку беа интересни, неколку беа грешки, неколку беа failures. И тоа беше вториот дел од приказката, затоа што свативме дека окей, супер, идејава функционира. Имаме од прилика 50.000 апшифтери кои што работат шифтови во 17 града, супер, све е супер, ама не треба да застанеме тука, бидејќи нели нема поент да стагнираш и не се движиш нигде понатака. И тогаш свативме дека можеме да почнеме со medical staffing, значи Upshift, ама сега за medical professionals. Тоа ни беше втората грешка, всушност заборив. Првата грешка ни беше верувањето дека најголемиот број на корисниците ќе ни се iOS корисници, и имавме само iOS апликација на почеток. Стварно не знам уште зошто. Најверојатно под премисот во Америка сите користат iPhone-и. Тоа испадна дека не е точно. Користат многу iPhone-и, но многу голем дел од нив има и Android девајси. И тука брзавме, буквално брзавме за да направиме таа Android апликација фамозна, која што ја утнавме, па требаше 2 пати да ја прекуцуваме. Fun times, не беше тоа интересно, поготово за луѓе кои што не работеле претходно Android, па мораше да се учи hard way, како и све во приказкава што е, бидејќи никој од нас нели реков тој филм што го имавме, ние сме предпремачи, не сме, моравме да го живееме. И ето тајм кога станува сериозно, имаме инвеститори на врата што ни чукаат, едноставно немаш друг избор освен да си сериозен и ова да го сватиш како okay, now we gotta put our big pants on и да видиме како би требало една компанија да се однесува. Втората грешка беше грешка. Не беше грешка, беше како we tried. Верувањето дека најбитната вертикала втора, ако не и побитна од Upshift, ќе ни биде за medical staffing. Среќа што можеби не посветивме многу ресурси и време на истото, но свативме многу брзо дека тоа ќе ни беше една од поголемите грешки, затоа што сакавме да се свичнеме на истото, значи Upshift нека функционира, we'll go on the other side и ќе си продолжи девелопментот на таа платформа, но ручна беше крената буквално во последен момент, каде што продолживме со работа на платформата и додавајќи на нови фичери и полека ширејќи го брендот на Upshift во Македонија. Сега тука беше една од поголемите челенџи што ги имавме. Тоа беше окей, четворица сме, функционираме, си работиме, све е супер, код дома се осеќаме, ама не може веќе четворица да работиме, ни треба тим. И како ќе го направиме тоа, како да убедиме некој highly skilled professional дека сака да дојде и да работи во оваа компанија за која што претходно не чул. Тоа беше еден од поголемите лични челенџи кај мене, бидејќи сватив дека бренд awareness е многу голем дел од една приказка на компанијата, дека приказнава, ја што ја раскажав сега, можеби интересна, можеби не, ама it's worth да се онака да биде out there,
затоа што само така луѓе ќе се заинтригираат и ќе видат кој ова е кул, можеби се гледам во тоа друштво, да речеме. И тоа ни остана, морам да кажам, до денес. Тимот во Македонија ни се зголеми 3 дупло од тогаш, ако не 4 дупло. И дефинитивно секој тим мембер ни е the right hire, кој што викам јас, затоа што бараме ново другарче. Но беше еден од поголемите челенџи за како да стигнеме до бројка на да речеме 20-30 тим мембери во Македонија и тамо. И сега за луѓе кои што претходно го немаат тоа направено, читање на книги, гледање на подкасти не е секогаш enough. И морам да кажам дека едно од подобрите работи кои што ги научивме покрај многуте грешки за како да придеме на ова, од реклами на сите на Инстаграм и на Фејсбук, беше менторство и прашување на луѓе други во Македонија, како го направивте вие ова. И сватив дека сите до еден се happy enough да джампнат на кол и да кажат вака. Многу едноставно беше. И прави го ова, ние го направивме ова, ние го сгрешивме ова, ние не го направивме ова. And to move forward. Сега не знам ни кај бев со приказкава, да бидам наискрен. Но движејќи се напред со истата. Во Македонија сте четворица сте и сега барате уште Не. Бевме четворица во 2016-та, сега сме 17, чинам дека, ама кажав дека ни беше челендж огромен како да се квадруплира тимот и како до ден денеска уште да се зголемува, затоа што тој бренд awareness беше предизвик за нас како да го направиме, или како да направиме и име и приказкава да не биде, и тука е трикот да не биде као се филмат, како апшив кој Америка, кој канцелари прават некој продукт, зашто многу на граница е да кога раскажуваш такво нешто и всушност дека е стварно така и треба да се најде некој баланс за да не испадне едното, туку да биде другото. Но не можам уште решение да кажам нова, да бидам наискрен, освен на присуство во заедницата, и тука можам да кажам thank you на стартап заедница во Македонија и на ваквите евенти, кои што приказкава ја раскажувам сега и таа е што е, се надевам дека that's the right way, actually сигурен сум. Тоа е тоа што сакам да го кажам со овој дел од приказката и со менторство за како стигнавме до тука. Сега апшив како таков продолжи да расте и свативме дека не е само треба да поставиме сега, треба да ставиме, нели имаме борд на директори, да се естаблираме како компанија, не може веќе таа култура што ја имаше четворица луѓе, ќе функционираат вака, ќе го прават сето тоа и работи до 4 сабајле, работи до 5 сабајле, багови се фиксаат, doesn't work. Требаше да се естаблира процес, требаше да се естаблира начин на работа, етика, култура на компанијата. И читајќи една книга што би ја препорачал, Hard Things About Hard Things на Бен Хоровиц, има една многу добра реченица, тамо вика take care of your people, they will take care of the product and the product will take care of the profit. Така нешто беше. И тоа ни остана мото, клише, кажав дисклеймер скрос на почеток, дека приказкава ќе има многу клишеа, ама испадна дека стварно функционира не лошо, бидејќи ако луѓето со кои што поминуваш многу голем дел од денот, и многу повеќе од само тие 8 сати на работа, не е дека you take care of them, ама ако компанијата се погрижи да направи атмосфера каде што тие би се осеќале како дел од продуктот, се даде ownership на истото, тогаш дефинитивно they will take care of the product and the product itself will take care of the business. И тоа испадна добар рецепт сега за сега. Ќе ви кажам ако е грешка, се надам до година, ама не верувам дека е. Бидејќи резултатите од кога свичнавме на се извинувам само на мјут, треба телефон да се стави пред состаноци, ете грешка уште една. Кога свичнавме од Kinetic Solutions, кој што беше нели аутсорс компанија на наш продукт, огромна беше разликата на инволвментот на луѓето при градење на продуктот. И сега ова не е мора да работиш после 5 сат култура или тип на работа,
туку едноставно видовме луѓе дека навечер ќе им текне некоја идеја, се осеќаат ownership во продуктот, бидејќи се оунери на истиот, и едноставно допринесот е многу поголем наместо едноставно таскови и као you need to do this или тоа е тоа, а дедлайни постојат and they work, но ownershipот и делот на присуство на слобода при творење, буквално, ни направи огромен спајк на продуктивност. Се уморив. Се напијачка, cheers guys. Другото што сакав да го кажам сега, дали некој сака нешто прашање, нешто што на мјут се сита, јас борам веќе пола сат, не? Оре. И малце за Америка приказката сега, овдека знаеме што се дешава во Македонија овие години, од 2015 до 2017. Што се дешава се во Америка? Америка ни е, да, значи зошто 17 канцеларии, оред. 17 канцеларии бидејќи сите апшифтери за да може да станат дел, значи не може да симнете апликацијава и да почнете веднаш да ја користите. Туку треба да се направи онбординг процес, каде што секој апшифтер се закажува сесија, ерго зошто ни треба физичко присуство низ цела Америка, да дојде во една од канцелариите, да ги донесе потребните документи, да направи drug тест и да потпише уште неколку чуда, за да му генерира системот юзерним и пасворд. Еден, така се осигуруваме дека ветинг поминал, во превод тие корисници ги знаеме кои се и градиме комјунити. Секоја канцеларија има по еден community менеджер. Стратегијата овдека ни беше повторно take care of the people и тој community менеджер буквално е задолжен да се грижи за сите апшифтери во неговиот регион. Ама под грижи го мислам ова стварно, бидејќи во оваа компонента во овој дел од системот имаме medical, имаме pension, имаме payroll, кој што може да замислите и кај нас овдека е многу голем проблема, камоли тамо каде ми е здравственото, зошто не ми е покриено ова, и тие прашања на страна што се многу чести, им помагаме на апшифтерите да имаат успешно завршен шифт. Тоа значи дека најна почетокот многу од нив не го читаат делот од што треба да бидат облечени кога одат на некој шифт, па канцелариите ни беа полни со црни или бели кошули и патики, каде што им ги дававме на апшифтерите, само за да имаат успешен шифт. И ова полека, значи на страна од што кажав на почетокот дека ние ги работевме шифтовите, полека почна да се гради во едно мало комјунити и сами почна да се викаат апшифтери и ние почнавме да инроламе програма која што се вика Upshifter of the Week или of the Month и им значеше многу. И како да не, секако дека значи многу за тие што го завршиле, затоа што платформава технички им дава на истите да имаат фул, значи 40 сати полна работа, што значи дека низ неколку работни позиции можат да си направат full time job. И тоа го прават луѓе и едноставно чувството на кога првпат бев и ги видов истите као немав работа, но успеав низ 4 кафича или 5, не е битно, нели пример давам, локали да си обезбедам инкам оваа недела како full time job, фала на апликацијава. Чувството беше као, окей, мислев дека го правиме ова за the next big thing, ама одеднаш се смени на им значи нешто на луѓево и тука ја сменивме повторно, не ја сменивме, тука ја апдейтнавме културата каде што бевме окей, ќе бидеме upshifter first, и ќе се грижиме за да бидат исплатени, ќе се грижиме за да бидат нели задоволни со тоа што го работат, и тој дел го покривме со тоа. Што беше првиот тип на хайр. Полека Централна Америка, headquarters ни се во Синсинати инаку, почнавме да ја си играме ризик, на мапа пинчиња ставаме буквално, да ја освојуваме и се шириме со канцелариите. На почетокот беше интересно затоа што како стартап и овде првите вработени се брат, сестра, братучет и слично. Сега и таму челенџот беше као, окей, треба да отвориме канцеларија во Мајами, кога ќе вработиме тамо, на кога ќе му веруваме дека кога ќе дојдеме тамо, ќе ја пренесе оваа приказка и ќе се грижи за апшифтериве вака. И тоа беше многу интересно да се искендла, многу луѓе дојдоа и си отидоа, но никогаш не го тргнавме на страна и ни беше као gold rule дека окей, апшифтерите мора да бидат задоволни дека и апликацијата ќе има шифтови, па на почеток примавме многу апшифтери, а апликацијата не ја имавме релиснато за Флорида на пример, затоа што немаше шифтови нистото, не сакајки да кога ќе отворат немаат повеќе од една недела од работа. Значи има само две свирки има само, да речеме,
многу е лошо чувството на истото. Тие рачно им се јавувавме на тие апшифтери, им викавме, еве, сакате да дојдете овдека да го работите. Вториот дел од приказката беше бизнисите или акаунт менеджмент или акаунт success тимот, кај што го оформивме за бизнисиве да им се продаде оваа приказка и да сватат дека не им треба temp agencies веќе и дека the gig economy is the next big thing и дека gig економијата како таква ќе продолжи само во вакво време на номадство, да речеме, кога станува збор работа да се развива. И една од фабриките која што морам да кажам го смени сето ова, беше као окей, од сега цел employee staff ќе биде upshift, ќе постираме шифтови 6 месеци однапред, луѓето ќе доаѓаат на работа, ќе се ќе почне да го бројат работното време преку вашите направи. Тука го смисливме таблетот, едно upshift таблетче кое што е уствари пин за да се почне да се брои работното време кој као ќе дојде, ги слика and so on, целата приказка нели со тоа. И беше огромен турновер, бидејќи компанија виде многу голем успех, затоа што свати дека HR главоболката која имаат не е веќе присутна. Значи, ние им плаќаме све. Они добиваат една фактура на крајот од месецот, имаат 60, 90 или 30 дена да ја платат. Толку, тоа е тоа. Приказката е завршена. Они си ги бираат работниците на апшифтерите на платформата и тие работат. И тука бевме као, окей, као можеме ова да го направиме да биде по-стримлайн и почнавме да правиме беџови. Ако некој поминал онбординг, бидејќи како што претпоставувате, ако е фабрика некоја, не треба да научиш како да работиш на линија и слично. При поминување на 1 ден, 2 дена, 3 дена курс, бизнисот ќе му назначи беч на апшифтерот, као, окей, овој го има поминато forklift driving да може да работи. И утре ден само него го сакам у наредниве 2 недели или кога и да ми треба таков шифт и автоматски ќе биде прифатен на истиот. Но свативме дека понекогаш се губи интерес. И тоа што long way можам да го споделам како искуство оди, се мали работи за бизнисиве, како на пример Success Тимов ќе прати кутија од чоколада на некој бизнис, true story шала на страна, со ноут поздрав од Upshift, одам да немате постнато шифт, се јавуваат за едно thank you и тука се крева разговор sales, нели, стратегија малце ова се стартува разговор кој што продолжува со постирање на шифт еднаш од 3 пати, што е многу голем return of investment за една кутија од чоколад. И едноставно крши монотонија, онака буквално компанија за екстра workeri ни праќа чоколада у канцеларија. What? И тоа го видовме како успех. Стефан, крена рака кога сакаш да кажеш нешто? Не, овие се многу интересни трикови, ми се свига многу овој момент, кај што како го развивате бизнисите, како ги реингејджнувате бизнисите кои што се онака on and off. Али многу ме занима, многу ми е интересно, пошто marketplace е екстра челенџен, кој работел marketplace и знае колку е тешко. Како почињаш? Значи тоа на двете страни имаш нула. И многу е ненормално тешко, на двете страни треба да направиш некоја бројка за да почнеш како marketplace. Тоа е по мене најтешкиот момент од све што правите. Како почињате нова држава на Флорида? Како треба, значи, да направиш голема бројка на луѓе, а немаш да им дадеш работа, треба да направиш голема бројка на бизниси, а немаш да им дадеш луѓе. Како ќе започнеш? Да. Фала што го постави, овој требаше да го раскажам, кога збориш 40 минути без некоја агенда, онака се утињаат некои работи. Окей, ова беше многу на место, затоа што е најголемиот страгл, така, поготово за marketplace. На почетокот, како што кажав, ние ги работевме шифтовите. Значи, сите што ги познаваме околу нас беа приморани да одат на шифт за нова година. Тоа беше едно од најинтересните моменти. 2 нови години имаше евенти каде што никој не аплицираше и буквално цела фамилија, ајде let's go дечки во Америка, нели кај што беа шифтовите, мора да идеме да работиме на шифт. Ама what? Не. Значи апшифт ќе биде, ајде додиме да работиме шифтов. И функционираше. Значи тоа беше the hard way, интересна мала приказка. Craigslist. Многу едноставен одговор за кој знае за веб странава. Тоа ни беше секрет сосот на почеток. Маркетингот тамо ни беше со огромен ретерн. Имаме работа со овие шифтови $15 на саат.
луѓе не имавме шала на страна 14.000 луѓе во пайплайн. Во моментов имаме се уште во Синсинати, само од една реклама $15 на саат можеш 40 сати неделно да работиш. Ама немавме шифтови за 40 сати неделно. И тука, како што кажав, Amazon реченицата и Amazon не поддржуваат, тие ни дале кредит на Аваса, ама тоа иде long way, нели? Шифтов ќе биде вака онака или така завршен, окей, но не е доволно за бизнис. Само морам тука да кажам нека Стив, кој што претходната мрежа ја имаше пред да го почнеме, значи CEO-то и кофаундерот, кој што прииде со идејата, мрежата на контакти која што ја имаше од бизниси, мали, големи, небитно, ја движеше цело време кон постирање на шифтови до тој левел да еден од sales луѓето што ни беше на почеток рипаше ограда, со ова не треба да го кажувам на кола, ама тоа е, за да стигне во една од канцелариите на фабрикава, тропајки на врата со лаптопот, види го Upshift, this works. И кога ќе почна да постираат луѓе шифтови, се фалевме на веб страните со ги имаме овие шифтови, требаше многу време, шала на страна, за да почнат неколку големи имиња да постираат шифтови, за да може другиве маливе да се приклучат. И прво таргетот ни беше, окей, идеме во тој дел на Америка, да речеме Aero Fulfillment Center. Огромен хангар, кој што fulfillment значи пакува све што треба. Треба да се спакува 13 шишиња джин, небитно, кутија ги става и ги носи. Но огромен дел од Америка беше, тој ни стана првиот клиент. Толку флаери со 96% success rate, тоа значи ако некој од вас постира шифт, 96% е дека не само што ќе го наполни истиот, туку и работниците што ќе дојдат успешно ќе ја завршат работата. И почна да сноубола, конекции и personal references беа првите неколку точки за да почне топкава да се зголемува. После понатака стратегијата беше going national, во превод правиш договор со, пример давам, Nikola Company, која што има национален, има низ цела Америка фабрики, но под франшиза се. Ако направиш договор со Nikola Company, тогаш движејќи се во нов маркет, присуството на Nikola Company тамо е многу битно, бидејќи може да се јавиш во headquarters и да речеш, слушај, имаме канцеларија тамо, дали тамо ви требаат шифтови. Бидејќи е договорот таков, тогаш дефинитивно ќе можеме веднаш да почнеме со шифтови. Тие се многу тешки да се стигнат и ни требаат 4 години да стигнеме до статус каде што компании би сакале, они ќе не контактираат нас и слушај, имам тамо присуство, можно е да ми требаат шифтови, но стратегијата беше the hard way, со работење на сите шифтови, буквално сите што ги познаваме. Вториот дел од приказката беше не им покажувавме, не го отваравме маркетплейсот каде што немаме доволно да пополниме, затоа што тоа што го видовме веднаш е дека ако нема шифтови, луѓе никош нема да се вратат на апликацијата. Не имејлови, не push нотификации, одма се откажуваат зашто тој дошол со ентузијазам дека ќе заработи 40 сати неделно и веднаш нема веќе, нели, нема како да го направи истото. Okay, I'm not coming back. И затоа рековме као, окей, прво или двете паралелно ќе ги почнеме, или апшифтерите ќе чекаме и ќе сакаме да останат задоволни. Но Customer Success тимот или они со бизнисите делот ни стане еднакво битен ко Community Manager приказката. Често Стив знае да каже 3 столба има платформава, Tech, Customer и Upshifter. Tech Connecting Them Both беше ставен на фокус и на тест, поготово во корона времево, морам да кажам, за како би функционирало тоа и покажувајќи го тој success rate, бидејќи гиг економијава има многу low success rate, бидејќи во моментов сите или не одат на шифт, или едноставно не се заинтересирани, ќе им се јави на некој на телефон, но тоа што ние, да речеме, како unique value го носиме, ти си ги бираш шифтовите, никој не те тера со сила. Ти си одредуваш, ти сакаш дали ќе се прифатиш таа сатница или нема таа сатница. Тоа што им го правиме на бизнисите е платформа, програма која што викаме subsidy или субвенции, им викаме гледајте сега, ние ќе постираме шифт за вас со $15 на саат наместо со 3 и ќе видите како ќе се наполни истиот, ќе ви го субвенционираме првиот шифт, но од кога ќе го направиме истото, ќе увидите на успехи на апшифтерите
Имајќи на ум 17 канцеларии, тест им даваме инаку, тоа го изумив. Значи тестот поминуваат 18% само. Тестот е многу интересен, затоа што вика као дали би пиел на работа со coworker. И некој ќе рече да, зашто да не. И окей, немаш право никогаш веќе на сесија во Upshift за да станеш Upshifter. Као what? Сериозни сме за темава, не стварно го мислиме ова. И така тој е првиот значи не е само едно прашање, тука е голем тест, ама тие што ќе го поминат истиот имаат да закажат сесија и кога ќе дојдат градиме personal relationship со колку што можеме повеќе од нив, со Upshifter of the week, со Upshifter of the month, со бенефици, со тоа што им кажуваме дека им плаќаме medical и pension, и градититот и фидбекот овдека е дека сме заедно ова и кој што реков community се гради, додека други компании кои што се на пазарот, како што беа компании од типот на Uber и слично, не го прават истото и идејки кај нас беше чувство на комфорт, како окей, овде можам да верувам дека успешно ќе завршам shift. Од другата страна бизнисите, тврдејќи им го тоа, почнаа полека да постираат шифтови, ама да сумирам беше personal relationships, Craigslist и на почетокот ние работејќи ги сите шифтови со кажувајќи, знаете на меме има едно when you're doing trial 6 months со different accounts, една капа бркови лево десно, така и ние идевме на сите можни шифтови, као здраво, јас сум Никола, апшифтерот е. Ама it worked, затоа што еве сега едноставно ова што го раскажувам, луѓе го видоа и често ги прашуваме нели нормално на sign up како чувте за Upshift. Поголемиот дел сега веќе се по препорака на некој што работел shift. И тоа едноставно мене премногу ме радува и тоа е тука знаеме дека веќе бизнисов како таков има потенцијал за растење понатака. И сега веќе бизнисите го видоа тоа и можам да кажам дека имаме подпишани договори нели со неколку компании кои што го носат името long way, дека соработуваме со нив. И веќе е многу полесно да се работи со истите. Како со Hyatt имаме на пример national договори, Hyatt тука ќе биде као окей, Upshift се cool, нема проблем, референца ќе ви дадеме. And one thing leads to another, и другите бизниси се пуштаат. Знам дека одговорив многу поише него што беше прашањето, ама идејата ми беше дека не беше едноставно, туку беше многу hard work и hustle, буквално не знам друг кој збор да го кажам, освен hustling, но networking е многу голем key компонент, значи огромен. Дали може, не знам дали ме слушате добро, пошто не знам. Јас сакав да те прашам нешто слично, но го одговори и претходно и сега. Кудос за тоа што сте ги правеле смените на почеток. Јас разнесував маички низ Скопје минатиот месец од таква причина. Тоа е тоа. Она што ме интересира, го спомна прво едно од прашање ме работите гиг економи, зашто се одлучивте да правите пенжен и такви ствари, не едноставно како што функционираат другите, например Upwork и такви работи, пошто предпоставувам тоа што имате пенжен, затоа морате да имате канцеларии заради документите физички да постојат. Тоа ми е едното прашање. Другото прашање ми е во кој момент ви дојде асесмент questionnaire да го направите, пошто за не знам, за такви усложни дејности, големите корпорации од старт го имаат, ќе ме интересира дали после инвестициите или после влезот на некои поискусни компании го направивте тоа или од почеток иницијално го имате? Тоа што беше зашто gig economy, Стив приказката оди малце поназад, затоа што идејата беше да биде ваква од причина што Стив и мајки неколку гостителски, Стив не CEO и кофаундер, неколку гостителски објекти во Америка имаше потреба од Upshift. Тоа го изумив можеби како главна, како ки компонента, имаше потреба од Upshift и така идејата е како okay, this might work. И се извинувам за англицизми, ако се сватив дека од преска цело време и дека ќе функционира тоа така, немаше друг
немаше друг избор освен да биде на страна од значи Upwork Uber всушност е истото, но за такси, нели, Upwork е повеќе за digital или office jobs, да речеме, но ова беше затоа што многу луѓе во Америка и при правење на многу мал research, под мал research, значи на почетокот, нели, да стартап research е неколку Google и in-person drinks moabeti away, свативме дека овдека има многу голем потенцијал и дека ова е 200 билиони јер индустрија во Америка, дека ако 0,1% од колачов успееме, збориме за гиг економија, збориме за хотели, фабрики, кафичи, ресторани и temporary stuff, кои што луѓе едноставно имаат потреба за екстра екстра долари во нивниот џеб, и бевме као окей, ајде да го пробаме тоа. Зошто pension и medical? Затоа што тој W2 тип на вработување се одлучивме да го направиме заради тоа што луѓево кои што апшифтерите кои што работат кај нас и мајки ги овие сите ствари, едноставно кој што кажав се осеќаат стварно како дел од комјунити, како ние се грижиме за нив. Чувството предпоставувам дека е многу поразлично него другите темп агенции кои што нели ти даваат пари, после ти тоа е тоа. Го сменивме начинот на кој што индивидуите размислуваат со реченицата окей, можам да живеам само од апшифт. И тоа ни отиде како многу длабоко ни се врежа во ДНК-то на компанијата. За асесмент тестот го немавме на почеток. Имавме не се случи кога дојда посериозните играчи или кога станавме веќе компанија со сите тие како да кажам агли како бордови, директори и слично, туку напротив свативме после одреден период, многу на почетокот да речам, дека имавме апшифтери кои што не ги задоволуваа критериумите и правеа работи кои што верувајте ми не би сакал да ги кажам на колов, едноставно беа како си ти дошол во оваа апликација, и при разговор со други луѓе кои што поминали слично беше кажано како окей, онлайн ви аплицираат, да, има асесмент тест кој што едноставно може да ги изфилтрира многу голем дел од нив и ова на почетокот го осетивме со тоа што ни се намали бројот на апшифтери, затоа што 18%, нема држите за збор, ама да речам дека 18% од луѓето го поминуваат истиот и сега имавме 14-50 илјади пайплайн и одеднашка имате као 5. И си као, what? Каде отиде остатокот? Но long way верувавме во ова, затоа реков клише и ова ни беше делот од тоа како окей, мислам дека може да успее ова вака ако продолжиме. Ни се исплатеше и еве 3 години подоцна тие луѓе кои што ќе дојдат во апшифт се правилно избрани, да речеме, и асесмент тестот ни покажа резултати веднаш, затоа што 96% ова е стварно измерена бројка, не е само дека ќе дојдат и ќе го сработат шифтот, туку и дека ќе завршат добра работа, што е едноставно резултат на правите луѓе на правите шифтови. И нормално делот, имаме инаку страйк полиси, тоа заборавив да го споменам, ако направиш, нели, спорт рул, 3 strikes you're out, ако направиш 3 грешки, те банираме по social security на апликацијата, значи social security number, матичен број пандан во Македонија, и толку од тебе до крајот на постоењето на платформава нема назад во апликацијата. Се случи да одат во друг град, со друг имейл да направат асесмент тест да го поминат и на почетокот ни се неколку поминаа затоа што нели social security number не бевме compliant да го чуваме во база, па на харти чуда беше трики да се исхендла и неколку од нив поминаа низ тој дел, но од кога го продолживме тој перманент бан, асесмент тестот и зголемување на бенефициите на апшифтерите, плодот на ова едноставно беше премногу видлив. Мене ме интересира дали е можно диджитал онбординг да се прави повторно, со пак истиот муабет што ќе правиш, само ти што викаш драг тест да се прави во некоја од национална агенција што постои во сите градови. Да склучите договор со нешто што постои во сите градови кај што они може да направат драг тест, а другиот дел од муабетот да го правиш дигитално.
Ова е прашање кој што ни го поставуваат сите, шала на страна, од првиот разговор со инвеститори е: дечки, имате пайп, имате bottleneck, не можете да растете експоненцијално, бидејќи колку канцеларии и колку време имате, толку апшифтери ќе имате. Нели, математиката е многу едноставна. 15 минути еден човек да стане апшифтер, ќе изброиш колку луѓе имаш и ќе точната бројка на нови апшифтери може да пресметаме. И многу би било добро решението да биде онлайн. Но не можам да го цитирам кој закон и што и зошто и како, но сум сигурен дека V2 вработувањата морат да бидат in person, каде што они потпишуваат и ние тој моментот можеби и да не е така, но поготово сега во корона времево, драг тестот во националните има неколку центри каде што и ако треба да се направи посериозен, ги праќаме апшифтерите да го направат, лесно решлив. Правиме и background check, да напоменам, значи во Америка е дозволено и criminal record background check да се провери, така да и секој апшифтер малте не е проверен за criminal records, и тоа е онлайн всушност направено, од кога веќе тие ќе ги пополнат во живо барањата за да станат апшифтер. Се гради чувство на community многу поголемо. И тоа можеби сме грешка, време ќе покаже. Едното нешто што сум сигурен е дека беше барање, ако сакаме да постоиме со овој тип на работа и ако сакаме овие теркови да ги имаме со V2, со типот на вработување, мора да биде in person. Неколку компетитори го прават тоа онлайн и има workarounds со скрипти, со што ти ја знам, знам лесно решливо може тоа да се направи со тоа што од другата страна на Skype ќе биде некој пуштен. Но сега за сега немаме никаков план да се свичнеме на full онлайн. Во корона времево го решивме тоа со маки, со тоа што во канцелариите ставивме оние, нели, пластичните што се стакла измеѓу, за да како шалтери е технички, за да дојдат да се сајнапнат, но фактот дека во овој голем ек на невработеност луѓе повеќе бараат работа него што се има шифтови и доаѓаат и ние им излагаме во пресвет и ги убедуваме бизнисите да постираат и да продолжат шифтови, кажува дека тоа in person still works и дека луѓе едноставно се willing да го прават. Мислам дека е законски блок. Сега на една конференција тука исто кај нас од публика некој цитираше закон дека не може, ама мислам дека тоа е друг тип на вработување, дека може онлайн да биде, но тоа мислам дека е друг тип на вработување. W2 треба да биде in person, каде што ќе бидат потпишани сите можни форми и документчиња за да се стане апшифтер. Cheers. Има W8 и некои други што не мора лично да се потпишат, така функционираат Upwork и тие работи. Затоа те прашав првиот пат. Да. Yes. Со тоа што треба само да им плати данок компанија, да се потпишуваат дека вработените сами ги се платат данок. Тоа е. Ние им го покриваме и им ги покриваме и тие форми, морам да кажам, и тоа оди исто long way, затоа што во HQ во Cincy ние буквално имам и во Битола присуство, тоа го заборавив, и тој дел таму ни е исто активен, каде што сите овие документи, форми, даноци, чуда, пейроли се грижат луѓево за да им бидат уредно спроведени, за апшифтерите на крајот од денот да бидат, нели, хепи со резултатот. Гледаме огромен потенцијал во начинот на кој што го работиме. Тоа што јас често кажам е дека сакам да верувам, ама и убеден сум, learning on the job, going with the flow, дека функционира. Ништо не може да биде без добар тим. Уште еден дисклеймер, кажав, клише ќе биде. И тимот кој што го имаме околу нас, ако верува во идеја дека може да го направи тоа, ќе продолжиме со овој тек на работа. Сега триковите и bottlenecksот како формата за вработување и фактот дека сите корисници на апликацијата ни се наши вработени. И интересен факт, ние сме еден од поголемите employers во Охајо и во Централна Америка. Мислам, технички не сме, ама сите корисници на апликацијава ни се вработени и де факто сме еден од поголемите employers во Централна Америка. Е многу интересен.
тоа што сакам да го кажам е дека коронава исто така беше многу челенџинг, многу бизниси прекинаа да работат и поготово угостителство делот. И тука беше еден од поголемите предизвици со кои што како компанија се соочивме. Не бевме нели како и сите. Тој што ќе каже дека бил сигурен како да се движи напред денот кога беше све затворено, лаже, сигурен сум. Но брзо се регрутиравме, отворивме нова компанија што се вика PureTech. PureTech продава за дезинфекција, за медикал, значи буквално све што треба за еден објект да функционира прекрасно. Почнавме да увезуваме такви суплементи, не знам како да кажам, materials, whatever, кои што на бизнисиве сега им се уваме и им викаме, слушај, можеме да направиме да функционирате, ќе го дезинфекцирате со ова, ќе го добиете овој сертификат, ние ќе ви земеме апшифтер кој што ќе го прави сето тоа и утре ден ќе може да бидете open. И беа као, cool, okay, we can do that. И таа компанија се уште постои, таа е една од вертикалите што ги имавме, што ги спомнав, PureTech нели се вика, која што им носи на бизнисиве се што им треба за овие troubling корона времења. Сега звучи како sales pitch да правам, стварно е така. И тоа ни беше една од решенијата за како да им помогнеме на луѓево, под луѓево мислам на апшифтерите и на бизнисите, за да застанат пак на нозе, па и ние паралелно со нив, бидејќи ништо не би можеле да направиме ако нема шифтери и нема апшифтери. И многу искрено и транспарентно им придавме, викајќи, дечки, има малце шифтови, но starting tomorrow со ваша помош има повеќе. И тоа функционираше и можам да кажам дека сега Америка полека се отвара, се надевам дека ќе има вакцина и све ќе биде подобро, но тоа е друга тема. Но со сите мерки и прекашност нели кои што ги земавме во обзир за апшифтерите и за бизнисите, имајќи го таа втора вертикала, успеавме некако корона кризава да ја научиме, да ја пребродиме и да излеземе посилни. Зашо посилни? Клише, нели, да излеземе посилни, ама стварно го мислам зашто добивме уште еден продукт, научивме многу, добивме уште една компанија технички, која што луѓе се грижат и работат на истата, и научивме многу за како функционираат работите и поготово за client relationships, бидејќи клиентиве од деннашка замреа и мораше многу на тежок начин re-engagement да се направи назад и да се каже дека едноставно е we can help you guys, можеме заедно да работиме за некои подобри времиња, од помагајќи e-commerce делови да се отворат за нивните бизниси до дезинфекцирање на истите и слично. Едно прашање, како ви беше, дали беше тешко да се навикнете на американскиот маркет и како, поради тоа што се сепак две различни култури, мислам, да доаѓаш од Македонија и да одиш во Америка да отвориш бизнис, сепак не е најлесното, пошто не ја разбираш таа култура. Дали, како беше вашиот пат? Да, имавме среќа, иако сме Алекс и Стив се делумично, мислам не делумично, Стив е аневски македонец, кој што е од Америка. Алекс е од Србија, но од Америка. И се најдовме тука на некој момент каде што моите 2 години на пракса во Ocean Edge и тој филм што кажав што беше многу битен на као стартап, као I know what I'm doing, англицизми, што ти ја знам не, читајќи и гледајќи ги сите тие филмови, додадоа на многу храброст да се земе таков ризик, бидејќи е многу, поготово кога доаѓаат такви legal stuff во прашање, е многу страшно и тешко, бидејќи треба да се читаат работи кои што до вчера идеја си немал дека постојат. Тука ки компонент беа Алекс и Стив, морам да кажам дека без нивното знаење, Стив е исто така и дипломиран адвокат, имаше многу голем удел и се поделивме на 3 роли. Едниот ќе се грижи за sales и за law, тоа беше Стив, другиот ќе се грижи за операциите во компанијата, тоа беше Алекс, и јас ќе се грижам за технологијата заедно со нели тимот тука што го имавме. И така беше поделбата направена, но си договоривме и уште го правиме тоа. Секој понеделник имаме состанок каде што си дебатираме за одредени теми за едниот да научи од другиот. Повторно, да, звучи клише, ама и ова оди многу long way,
затоа што едноставно јас идеја немав што е equity, наискрено. Сум видел на некој филм и као што е тоа зборче. Океј, денеска ќе збориме за тоа и слушаме саат време што е тоа. Stock options, океј тоа, W2 добро, pension, medical, и едноставно кога имаш некој многу помага. Така да среќата овдека беше дека Алекс и Стив беа тамошни, од кои што едниот адвокат, а другиот веќе претходно со искуство на темата, многу потпомогна. Јас како тим супер се погодивте трите страни. Многу верувам во тоа и верувам дека солидно юник ситуација и нескромно многу сум среќен што го прифатив кафето со другарот во 2015. Но да, без тоа најверојатно немаше да функционира баш вака глатко. И многу битно тимот овдека што го имаше истиот тој амерички филм. Значи под амерички филм не мислам на Америка, мислам на стартап, но често се меша нели на као се филма. Не успева тоа во Македонија. Но тимот овдека што ни беше тие четворица што ги викам да не бевме ние, да не бевме со тој мајндсет, немаше да функционира ова, затоа што многу беа како Никола те молам подобро се вработиш во некој од компаниите и да не глумиш Стив Џобс. Тоа беше често слушано, као што и секој претприемач најверојатно го слушал. Така е. Ама кога цел тој шум ќе го тргнеш на страна и ќе видиш како, знаеш што, мислам дека може ова да функционира, идејата е добра, пак ќе речам, тимот е тој кој што верува во ова, тие четворица што бевме тука, верувавме седејки навечер дека еден ден ова сето ќе се исплати, не грижејки се за американскиот дел, значи за законите, но имајќи го тој мајндсет и култура на let's do it или let's get it done, ни потпомогна. А беше страшно, бидејќи идеја немавме што правиме на почетокот. Правевме веб страна, тоа ни беше чувството што имаме. Ама филмот што го возевме беше како ние сме предприемачи, сега Apple, Google, Microsoft и слични сите епитети on top. Да, пошто баш беше, мислам, интересно беше целата приказна, како да кажа, како смисол, окей, тука ни требаше ова, го научивме, тука ни требаше ова, пак го научивме. Ака преку игра, преку смеја, преку игра, вие сте го поминале тој тежок процес, изгледа страна тежок, за вас било тоа како игра. Мислам, звучи чудно, ама знаеш, многу луѓе слушам и многу книги читам каде што викаат мораш прво да собереш многу знаење, да собереш многу онака да идеш во компанија, кариера да направиш прво голема пред да почнеш ти твоја. А вие сте го направиле обратното. Ко смисол, let's try this. I will show, и онака curiously you have been incrementally growing. Ама скроз така. Баш така и пак ќе кажам, морам да кажам и поддршката на луѓето околу нас, од пријатели и семејства кои што беше окей, баба ми уште ми вика си играш на компјутер, ама нема везе, луѓето околу нас кои што не поддржува, имаше многу голем удел. Верувајки во тоа што дека тоа ќе го направиме и викајки да, мислам дека филмов еден ден ќе се исплати, а дека учевме along the way, веруваме и уште учиме along the way, најверојатно ова све што го кажав сега може за 3-4 години ќе биде различна приказка и ќе кажеме и све беше грешка, се сменивме скроз наопачки, но учењето свативме дека сами со грешки ќе учиме, но менторство е многу битна работа. Затоа што и приоѓање на луѓе, и ова неодамна го научив, пишувајќи ни еден имейл, од искуство буквално ова беше здраво, тој, јас сум тој од Македонија, работиме Upshift, линк од Upshift, многу би сакал да чујам како вие у Microsoft правите деплой на продакшн. Тропам се. Здраво, Никола, многу ми е мило за мейлов, ајде да скокнеме на Zoom call и тука искрено, без никакви агенди, без никакви, нели како, тоа е тоа, стигнавме до овде, како да скокнеме напред. Тоа ни помогна многу, затоа што ја кажувам цело време, не знаеме многу работи, најверојатно. И тоа е окей. И тоа е многу окей, затоа што се додека го управуваме бродот вака, исплотено, многу битен дел тимот. Шала на страна. Еден ако не верува у приказкава
И ако не звучи ова интересно, веднаш се приметува и многу работи може да отидат sideways. И затоа кажав дека многу битно ни беше на почетокот и не знаевме како, brand awareness, selection на team members and so on and so on. Но тоа, дај да го пробаме ова, уште останува. Буквално денеска имавме состанок, не вчера, каде што зборевме за еден дел кој што уште не го знаеме и како да се подобриме, и бевме као, окей, ај, ќе пробаме вака да го направиме тоа, па ќе видиме. И мислам дека тој делот од културата негде ќе има крај, затоа што нема да може веќе така да правиме, ама се додека можеме е fun ride. Со ова дефинитивно се потврдува, мислам, моето мислење дека секој си има глобалното мислење дека секој си има сопствен пат и дека пред тоа што има и мислам на истиот на ГЕФ баш слушавме и други разговори каде што баш обратно да се кажуваше, кој смисол ај прво да научиме како да што е нормално, пошто тоа е нивниот пат, прво додиме во компанија, да видиме како е таму, да го научиме мајндсетот и после тоа да си направиме своја. Ова е скроз обратното, тоа ми кажува на мене едноставно дека there is not one single way, дека 100 начин има и како на твојот карактер му одговара така, значи како на твојот карактер или група на луѓе, значи не може да се каже дека тоа е тој пат, туку секој само може да си го каже своето мислење. Согласувам стварно со тебе многу. Затоа што може грешам, шала на страна. Може ова све што го кажав сега приказкава еден ден ќе биде не требаше вака, ама солидно убеден сум дека не е така, но дисклеймерот на клише затоа на почеток го кажав, затоа што мислам дека може да се постигне и со learning on the job. Ако доволно мајндсетот е сетиран. И со Стив Џобс тука има едно пак, нели, клише, уште еднаш ќе го кажам ветом, вика ако не си ја сакаш работата ќе се откажеш, зашто you're sane, така нормален си. Кој сака 20 сати да прави нешто што 21-иот саат веќе ќе сака да скокне, така како нормален си, едноставно не можеш да го издржиш тоа и се откажуваш, ама се додека ритамот и овој тип на ритам, значи има лимит, кога ќе порасне компанијава во друг левел, нема да може да биде олку све, нели, let's try this, let's try that, но се додека стварно го сакаме ова што го правиме и ја ова како што го раскажувам, стварно го работиме истото, кој што викаш ти ајде да пробаме, ќе функционира и ќе ни биде забавно и нема да се откажеме. И да сгрешиме, нема да се откажеме, зашто you know what, we can try something else. И така. Океј, стигнавме уште сат и пол. Некој сакаше да каже нешто? Добро, ево јас. Што е следно за вас? Ја знаеме цела приказна, сите филмови, Америка, се кул, ама што е следниот чекор? Следниот чекор ја си ставам уште еден джин. Но за Upshift, за Upshift следниот чекор е нова вертикала, која што ја приготвуваме во моментов. Сега тука ако има team members, сигурно се смеат. Тоа е нов продукт, кој што мислиме дека ќе функционира. Овој пат хардверот ќе го правиме и ние. Ќе биде сосема различно од Upshift. Повторно овдека викам learning on the job, бидејќи никој од нас не работел со софтвер кој што ќе работи на наш хардвер. И тоа е нешто кое што јас сум шала на страна околу нас смеам по цел ден, зашто мислам дека е многу интересно. И ќе биде поврзано, сега не можам да кажам точно што е, но ќе биде поврзано со целиот овој процес кој што го кажав со гиг економијата, но на крајот од денот ќе се сведе на наша контрола врз целиот процес, не само апшифтерите, туку и малце повеќе сакаме присуство да имаме надвор од само апликации на телефон, каде што луѓе ќе можат да прават clock in и out, каде што имаме канцеларии. Во превод го решаваме можеби проблемот на треба луѓе да дојдат во канцеларија за да направат онбординг. Има и друг начин со тоа што ќе видиме, мислам дека ќе биде интересно. И нескроен плаг ќе направам сега. Имаме tech.upshift.org, we are hiring, кој сака нека посети веб-страната. Градиме уште еден тим кој што ќе биде паралелен на истиот. Интересно, проектот се вика Vesper,
под джин пијачка именуван, сосема случајно шала на страна, каде што сакаме да направиме еднаков тим кој што беше тој на почетокот, но нели они што го раскажав хаселот на стартап каде што се работи од верување дека ќе го направиме ова. Така да нова вертикала се спрема, се работи на истата, пробуваме нови програмски јазици, пробуваме работи кои што до сега ги немаме направено, бидејќи комфорт зоната мислам дека мора секогаш кој ќе го осетиме дека веќе е птен длабоко сме во истата, веднаш треба да се вратиме на чувството да пробаме нешто што не го знаеме, колку и да звучи ризично, затоа што не може да се очекува кај сите, ама кај тие луѓе околу нас, кај на насмевка ни става на лице и не тера од сабајле у 8 саат морнинг пораки да има, а денот почнува у 9. Никола, може дали може да ја споделиш веб страната за таа што ја кажа за Џон? Супер, во чет. Да, во четот ќе ја ставам сега. Па со среќа да вие на сите future endeavors, фала што одговори. Thank you, Соня. Мислам нека ја пишав, мислам нека може Иван, Ники или Цеца или кој на колов да ја стаја ако ја утнав. Alright. Океј, дечки. Михал, да, извини. Дали може да споделиш контакт? Сакам да те контактирам за нешто. Ќе пишам мејл на Четов, ама мислам дека после состаноков Четов се затвара. Ама чекај да пробам некако. Ќе те најдам на LinkedIn? Те молам да го најдеш, затоа што целава идеја за споделување на искуство од предприемачи потекнува од Михаил. Така да те молам да го најдеш. Во Или моментов еве Симона ќе ми даде вакво контакт ако Не, мислам дека запишав на окей, готово, те најдов. Инаку тоа што го кажав со ментори не го докажав, во моментов се обидуваме да направиме многу често разговори на Zoom, многу неформални од овој тип. Еве вака да разговараме како деплой да се прави на продакшн или како се прави перформанс ревју на многу подобар начин. Скокаме луѓе што не ги знаеме на Zoom и си правиме муавет, чисто колку сите да научиме од некој искуство, некој да каже негативно, некој да каже негативно. Сакаме на LinkedIn ова да го пишеме, да кој сака да скокне, така да мислам дека it's cool, можеме да останеме во комуникација. Михаил, ќе ти пишам од на LinkedIn, така да видите. Alright, Симона? Никола, ти благодарам многу. Ова беше многу интересна сесија со тебе. Ќе го ставиме целиот рекординг на YouTube за доколку сака некој да го прегледа. Исто така го има во чат веќе твојот мејл ако некој сака да стапи со тебе во контакт или со вашиот тим да ве најде на LinkedIn, на Facebook. Враќате, многу сте окей по однос на тоа, може да ви пишат. И во името на Стартап Македонија, на глобалната недела на предприемништвото, уште еднаш ти се заблагодарувам на тебе и на вашиот тим што одлучивте да бидете дел. Фала, дечки. Многу ми беше мило што ова неформална джин сесија, разговаравме за све, имаше дискусија, си викав на почеток ќе биде као окей, никој нема да праша нешто, ама многу ми е мило што ете приказкава, имаше некаков интерес, па луѓе сака да се вклучат во истото. Дечки, фала ви што одвоивте саат и 15 минути веќе, се надевам не бев досаден, и многу се надевам дека со сите ќе се видам и ќе се чујам и во живо, а не само на Zoom, во некои подобри времиња. Фала многу, Никола. Чао. Чао. Фала, поздрав, чао.